Завидливиот ортак. Ордан, кој бил чесен и работлив човек, си тргнал на гурбет. По пат го сретнал Димко, еден познаник од неговото село, кој сите го познавале како завидлив човек. Но и покрај тоа, Ордан си проговорил со него. По некое време муабет, по предлог на Димко, иако Ордан имал во себе помалку пари, се заортачиле. Се договориле по патот да се разделат и да се чекаат во меаната во Солун. По патот, Димко сретнал божјаци и му побарале со нешто да ги дарува. Димко ги набркал, а тие го проколнале. Малку подоцна, истите божјаци го сретнале и Ордан, а тој им ја дал единствената лира што ја имал. И тие го благословиле. Се сретнале ортаците во меаната во Солун, а по ручекот Ордан раскажал за божјаците и дека останал без пари. И го замолил Димко да го плати ручекот, но тој се налутил и го набркал од себе. Така Ордан скитал по улиците, каде нашол една куќа во која работел со години. Кога дошло време да си оди, чорбаџијата од благодарност кон Ордан, оти поради неговата чесна работа, чорбаџијата станал тројно побогат. Решил богато да го награди. Му дал во сопственост дуќан во Скопје, да си го работи. Не поминало многу време, Димко дознал и веднаш дошол кај Ордан. Му предложил да го продадат дуќанот. Оти нели биле ортаци и со тие пари заедно да одат за Стамбол, па таму да си отворат дуќан. Ордан и на тоа се сложил. Тргнале заедно на пат, со полно кесе златници, а Димко мислел само како да ги земе парите за себе. По пат му се припило вода на Ордан и скршнале од патот на кај еден бунар, кој бил напуштен и немало начин како да се напијат вода. Тогаш Димко видел прилика и предложил да ги врзе заедно по јасите, Ордан да се спушти во бунарот и да се напие вода. Но наместо да го извлече од бунарот својот пријател, тој го оставил таму со се по јасите, а се ги земал парите за себе и во Стамбол сам си отворил дуќан. Бидејќи било ноќ, Ордан решил да преноќи во бунарот и взори да оди сам за Стамбол да баре работа. Но тогаш околу бунарот се собрале ѓаволите. Еден од нив бил многу среќен од ја оболел царевата ќерка, а никој немало да може да ја излекува, оти лекот бил многу лесен. Требало таа да појде во црква, да се помоли на Богородица и да остави дар во црквата, па болештината ке се заминала. Зори Ордан побрзал на кај царот. Царот со посмев го примил, не верувајќи дека ќе излекува неговата ќерка, па му ветил дека ако успе, за возврат ќе му даде се што ќе посака. Кога Ордан ја излекувал царевата ќерка, ја посакал токму неа за жена. Се венчале и останал Ордан да живее во дворецот. А кога царот починал, Ордан застанал на чело на царството. Како цар, решил да му даде уште една шанса на Димко. Разбрал дека со неговите пари си отворил дуќан во Стамбол, но решил уште еднаш да му прости и го назначил за везир. Димко се радост прифатил и низ разговор дознал како Ордан станал цар. Завидливоста проработала пак кај Димко и решил да оди кај тој ѓаволски бунар,
да открие како да му го земе царството и жената на Ордан. Но ѓаволите насетиле дека некој се крие и ги слуша од бунарот, да со камења го затрупале Димко. По неколку дена Ордан наредил да го бараа Димко, оти се немале видено, но никаде не можеле да го најдат. Тогаш на Ордан му текнало да го побара Димко кај бунарот. Го нашол свој завидлив ортак, потрупан со камења. Завидливоста е болест која не се лечи лесно. А кој завидува на големото, го губи и она малку што го има. Assunta